Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денес ќе добиете информации за функционалната магнетна стимулација во рамки на физикалната терапија, кај кои болести се применува и дава најдобар резултат. Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиники, е денешниот гостин во студиото на Телма. Добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата. Се радувам што сум тука. На кој начин магнетното поле ги стимулира мускулите? Вака, функционалната магнетна стимулација е една нова, да кажеме, технологија која што се развива во последните десетина години. Искрено сум радосен што, да кажеме, помеѓу првите во југоисточна Европа или воопшто на Балканот имавме можност да ја развиваме оваа терапија. Станува збор за комбинација, да кажеме, стандардна, од класична електро и магнетна комбинација, која што е направена во Словенија. Уште во 2010-2011 почна да се развива овој бренд, да кажеме. 2013-2014 веќе имавме можност, ние веќе во Македонија, да го поседуваме меѓу првите уреди, од првата генерација на уреди за функционална магнетна стимулација и веќе да почнеме да функционираме со овој тип на терапија. Поконкретно за дејството на функционалната магнетна стимулација, значи станува збор за примена на брза промена на магнетно поле, кое што предизвикува една електрична енергија во моторниот неврон, кој со всушност се вика електромагнетна индукција и кој што всушност на крај резултира со контракција на мускулот. Тоа е вака во еден кратко објаснување за самото дејство на терапијата. Контракција значи всушност контракција за тегање на мускулот, да. така. Всушност оваа терапија делува на сите на сите ткива всушност каде што ќе биде поставена самата електрода и пенетрира некаде околу 5 до 7 сантиметри во длабочина. И всушност тоа е она кој што го прави поразлична од другите или класичните електростимулативни терапии кои што веќе ни се познати на нас физиотерапевти. Значи класичните електростимулативни терапии не може да стигнат длабоко до сите мускулни ткива? Точно, за да се предизвика да се предизвика една контракција, мускулна контракција со класична електростимулација, ако може вака за да можеме да ги раздвоиме, нели? Тоа значи дека треба да се погоди моторната точка на самиот мускул, за да можеме да го добиеме движењето. Значи претходно треба да ја пронајдеме моторната точка на тој мускул, да ја поставиме електродата и да го предизвикаме, нели, движењето, кога зборуваме за класичната електростимулација, и тоа дејство е не повеќе од 1 сантим. Значи кожа под кожа од прилика. Така да, додека за разлика од класичната, сега со оваа функционална магнетна стимулација ние успеваме да продреме и таму каде што никој не може да продре, да кажем, со стимулација, а тоа се веќе подлабоки мускулни групи, кои што се можеме добро да ги активираме, бидејќи многу често работиме на површинските мускули кои што ни се лесно достапни, да кажеме, но не можеме да ги обработиме оние што се подлабоки мускулни групи. Како што е карличното дно? Како што е карличното дно. Зашто ќе проговориме подетално во денешната емисија. Сето ова ни дава еден друг пристап веќе во третманот на голем број заболувања. Ние сега го објаснуваме ова од аспект на дејство на самиот мускул, но исто така оваа терапија се употребува нормално и при зглобни површини, и при третман на костки и така натаму, бидејќи има дополнителни дејства кои што го помагаат процесот на зараснување или евентуално процесот на намалување на болката. Дали функционалната магнетна стимулација може да се примени кај сите пациенти? Постојат ли исклучоци, на пример, ако некој има песмикер или пак аритмија? Апсолутно. Во бременоста се применува или не? Бидејќи магнетно поле во прашање. Да, значи стана збор за да кажеме истите класични контраиндикации кои што ги имаат и кај другите електростимулативни терапии, истото важи за функционалната магнетна стимулација. Апсолутно кај бременост не се употребува, кај веќе вградени пумпи во човечкиот организам, не се употреба нормално при пейсери, при дефибрилатори, при присуство на метали, при тотални ендопротези или поставени колено, рамо или нешто слично, остава синтетски материјал, така да може да кажеме дека се поклупува со она што е контраиндикација и кај претходно кај другите електростимулативни методи. Како што е снимање со магнетна резонанца, претпоставувам. Да, така да си има еден протокол по кој што се следат и по кој што се третираат самите пациенти. Морам да напоменам дека не постојат ни
истражување до сега за третман на деца под 12 години, така да исто така да можам да спомнам дека всушност оваа терапија не се употребува и кај оваа група на пациенти. Може ли Заради некогаш... тоа што не постојат истражувања, не може никој да се доведе неетички да се работи нешто што така, нема информации. Нема информации. А може ли некогаш оваа терапија негативни ефекти да предизвика? Многу ретко, искрено во моето работно искуство од некои си десетина години со функционалната магнетна стимулација, до сега не сум забележал некои контраефекти. Напротив, сите ефекти кои што ги имаме до сега се позитивни, тоа значи дека всушност се одбираме и се поставува претходно на цел преку планот за рехабилитација што би требало да се постигне во зависност од клиничката слика. Искрено, нашето големо искуство во Жан Митрев клиника со оваа терапија е всушност што ние ова го користевме кај пациенти кои што се на оделот за интензивно лекување, каде што се пациенти можеби на пролонгирана механичка вентилација, која што предизвикува пролонгирана можеби имобилизација, или пациенти кои што имаат проблеми со мозочен удар зошто е потребна кај нив функционалната магнетна стимулација? И што се постигнува кај овие пациенти? Идејата е да го задржиме мускулното ткиво, да не атрофира мускулатурата. Всушност ние пациентот го одржуваме до моментот кога ќе се поврати неговата функција претходно, да го рехабилитираме, бидејќи нормално пациентите што се поврзани на механичка вентилација или апаратите за дишење, за да може да не разберат гледачите, многу често тие подолго во текот на денот поминуваат во кревет. Тие се во легната позиција во зависност од нивното заболување. Во тој целиот процес на рехабилитација се користат дополнително еден куп на физиотерапевтски техники, дали тоа ќе биде раната мобилизација, респираторната физиотерапија, тука влегуваат нормално и вежбите кои што се применуваат, механотерапија со вежби со помош на определени уреди и на крајот исто така употребуваме и функционална магнетна стимулација која што ни го забрзува цел тој процес на рехабилитација. Значи може пациентот и да лежи, апсолутно. Бидејќи во моментов гледаме инсерти каде што сликовито е прикажано како делува функционалната магнетна стимулација, имаше представено столче дека треба пациентот да седне. Но значи може да биде во тоа се во различни состојби всушност во кои што пациентот може да ја употребува, да кажеме, во кои што може да се употребува терапија. Ова што во моментов се гледа всушност е она што претходно го обяснив, дејството на функционалната магнетна стимулација, значи гледаме колку всушност тоа може да пенетрира длабоко всушност во мускулното ткиво и да предизвика мускулна контракција на подлабока мускулна група. Иначе пациентот добива терапијата во она позиција во која што е можно да се спроведе терапијата. Сега ова што ние го гледаме, ова се нормално примери, ова е корпоративно видео, нормално кој што е кај здрава популација, да кажеме, или имаат определени заболувања. Но кај пациентите за кои што ја зборував јас на одел за интензивно, полуинтензивно лекување или во болничко лекување, тогаш нормално дека тие ќе бидат третирани или во позиција на додека лежат во креветот или во можеби во седечка позиција, во зависност од она што сакаме да постигнеме. Ја применувате ли оваа терапија кај пациентите кои што се болни од ковид? Да, јас морам да кажам дека во последниот период, значи во тој период додека работевме во ковид, ги третиравме пациентите и со функционална магнетна стимулација и исто така во периодот на пост-ковид рехабилитација имавме изворени резултати, можам да кажам, пациенти кои што сме ги третирале по 5 или 6 третмани или 5 или 6 дена сме работеле во зависност од различен број на терапии кои што сме ги пременувале, сме успевале веднаш да кажеме да ги вертикализираме и да успееме веќе да излезат од многу често пациентите доаѓаа во инвалидска количка. Знаете кај овие пациенти со кои што боледуваа од ковид и кои што ги повлекуваа сите симптоми во тој период на пост-ковид, има проблем со белодробниот капацитет и заради недостиг на соодветен белодробен капацитет, тие всушност не може да извршуваат и голем број на физички активности, така да кај нив всушност моравме да правиме да спроведуваме процес на рехабилитација во кој што нема да ги активираме премногу активно, туку тоа би го правеле можеби во еден пасивен процес, а всушност функционалната магнетна стимулација тоа ни го дозволуваше да ја повратиме мускулатурата, онаа која што атрофирала, да кажеме, бидејќи дел од пациентите има и интензивно лекување, кои што биле и на механичка вентилација, дел од нив беа и на неинвазивна вентилација, но сепак нивната состојба не дозволувала да бидат активни, да кажеме, во престојот додека се лекувале од ковид, и така да во тој пост-ковид период всушност ние употребивме еден пасивен метод
ако може така да се каже, функционална магнетна стимулација во комбинација со мотомед терапија, всушност станува збор за едни посебни тренажери во кои што пациентите првично пасивно, но потоцна и со мала помош од самиот уред почнуваат да ги извршуваат и дел од првите движења. И така да оваа комбинација многу често ви кажуваме е она што го имаме, значи 5 до 6 или 5 до 10 третмани, сме успевале пациентите да ги вертикализираме и имавме доста онака едни добри емоции, да кажам, бидејќи после таква страшна борба со ковидот, кога повторно пациентот ќе се вертикализира, ќе застане и ќе биде благодарен на целата наша работа. Со само 5 или 6 третмани, како што споменавте. Да ги вклучиме гледачите во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, значи слободно може да се јавите и да поставите прашање поврзано со темата на која што зборуваме, а тоа е функционална магнетна стимулација во рамки на физикалната терапија. Разговараме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник. Споменавте дека оваа терапија може да ги активира и мускулите кои што се длабоко во нашето тело, пред се оние кои што се во карличното дно. Дали тоа значи дека пациенти кои што имаат проблем со уринарна инконтиненција, односно неволно испуштање урина, или пак фекална инконтиненција, односно неволно испуштање на фекална маса, исто така може да имаат бенефит од овој тип на терапија? Да. Всушност, на почетокот кога почнува да се развива оваа FMS технологија, самиот иноватор почнува ги гледа бенефитите и доаѓа до идеја да всушност оваа терапија да биде направена, овој уред да биде биде возможно да има една столица за уринарни инконтиненции. И всушност имаме, можеше тоа да се види од видеото, каде што пациентите седнуваат на посебна столица во која што има електроди, всушност од оздоле, оние FMS електроди, кои што всушност се спроведува она електромагнетно поле и како што кажавме, бидејќи тоа се мускули кои што најчесто многу тешко се стимулираат или ако се стимулираат тоа е само површински, но не и доволно. Со овој тип на стимулација всушност успеваме да ја активираме тие мускули од карличното дно, кои што всушност се доста проблематични доколку се недоволно активни, како што рековте, значи доведува до состојби од различни типови на уринарни инконтиненции, кои што постојат, доведуваат до состојби во кои што најчесто се табу тема, да кажеме, во Македонија, многу ретко некој зборува јавно за тоа, обично премолчуваат ваков тип на проблем. И за жал многу голем број на пациенти кои што можеби со долги години, имавме случаеви кои што и со 20 години проблеми, па никој пат не го споделиле. Или пак таму кај што го споделиле не имале дадена насока за ваков третман, бидејќи мораме да кажеме дека е нормално со староста тоа да им се случува, иако тоа е воопшто не треба да е така. Дека се е поврзано со староста. Има и млади пациентки кои што го имаат овој проблем, можеби почесто после во постпородилниот период. Но многу е важно, всушност и по тоа се разликуваме, морам да кажам, како физиотерапија во Жан Митрев клиника, ние третираме работиме со определени групи кои што, да кажам искрено, можеби и ретко кој ги работи. Работиме респираторна физиотерапија и сме можеби лидери во оваа 22-3 години сме во оваа насока како тим физиотерапевти со неинвазивната механичка вентилација и функционалната магнетна стимулација исто така работиме нешто што можеби никој не го работи, а тоа е третманот на уринарни инконтиненции. И затоа би сакал, буквално би било добро сите да знаат дека постои таков тип на третман и не е нешто срамно и дека треба некој да се крие. Тоа се третира, има доктори, лекари кои што може да го диагностицира, да се спроведе соодветна диагностика и да ги упатат на соодветно место. Така имате центар за урогинекологија. Апсолутно, го знаете нашиот професор Илиев, кој што може слободно да се контактира и да се направи еден редослед на целата како би можело да се дојде до третманот за FMS за уринарни инконтиненции. Дали всушност тука се активираат оние мускули како и кегеловите вежби, бидејќи понекогаш после породувањето на жените им се советува да ги прават тие вежби? Апсолутно, всушност и најдобрата комбинација кегел ексерсайз и FMS. Значи кегеловите вежби и FMS технологијата се многу добра комбинација и тоа би требало да бидат комбинирани.
Третманите за ФМС, значи се спроведуваат два пати секој втор ден или евентуално секој трет ден, заради тоа што станува збор за електромагнетно поле и бидејќи малку поагресивна технологија, значи поагресивно стимулирање на мускулите, потребно е и одмор. Одморот е многу битен за мускулот да може да се регенерира, значи да се врати назад, да врати назад својата функција и големина, да кажем. Така да овие третмани не одат континуирано. Секојдневно. Тоа е можеби и доброто во ситуацијава, заради тоа што не секогаш имате слободно време, а и сите ние брзаме во денешно време за да завршиме и сакаме секогаш побрзо да оздравиме или да се рехабилитираме. Така да, од аспект на прашањето дали ги стимулира, да ги стимулира всушност со оние сфинктери на мазната мускулатура, значи во карличното дно, и нешто слично како што го прави тоа, како што се прават со кегел вежбите. Кегел вежбите може да бидат спроведувани и без дополнителни помагала, но би било добро да се користат и определени помагала кои што се со текчиња и сето тоа веќе е достапно во Македонија. Го имаме ние нормално во нашата филаптека, може да се најдат овие уреди. Така да на овој тип, да речеме, на пациенти кои што имаат ваков тип на проблем и кои што им е непријатно да го споделат, нека се ослободат. Слободно имаме ние наши доктори со кои што тоа може да се разговара, да се сподели, имаме третман кој што може има решение, што е најважно. Има решение оваа непријатност да се реши. Бидејќи квалитетот на животот е драматично нарушен. Знам дека во Македонија физиотерапијата не е нешто многу високо ниво да спекна тоа што ги третира физиотерапевтите, за жал постојано за масери, но еве она што сега го раскажав е нешто поразлично. И верувам дека многу малку некој го работи во Македонија. И затоа сакам и сите буквално да дознаат за се тоа и да ги спровоцираме и другите колеги физиотерапевти да се едуцираат во едни области кои што во други насоки, кои што не се стандардни, да кажам, за нашето општество. Имаме гледач кој што малку причека. Да се извинам, добар ден и повелете кој е вашето прашање. Прашање за докторот. Јас сум мајка на ќерка која што е оперирана во орбетниот столб. Не знам дали ме слушате. Да, ве слушаме, така? Да, оперирана е и е оштетен и еден нерв, кај што десната нога не и функционира и оди со штаки. Значи, ослабната и е ногата, одскочното одење не и функционира, значи, она носи една ортоза за да може да се движи до некако. Спомна докторот и некои магнети и тие работи што и тоа го има. Оди на терапии, пливање и масери и све, меѓутоа нема ефект. Ме интересира и прашањето до докторот. Значи, она има неуропатија со болкие и дали може со оваа магнетна стимулација да се постигнете некако состојбава, да. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната Тилма амбуланта. Јас сум дипломиран физиотерапевт, не сум доктор, морам да не ги доведем во заблуда гледачите. Искрено би било добро да се направи на физиотерапевтска проценка, да се земе на анамнеза, да се проверат документите и да се види самиот пациент, за да можем да одговорам баш конкретно. Она што сакав да прашам, колку години е всушност детето? Така, бидејќи споменавте дека по 12 години не постојат докази за некој воопшто да правел никакви истражувања, така да ја поканувам слободно да дојде кај нас во нашата клиника, нека не побара, за да ги видиме документите, да направиме консултација и ќе процениме дали воопшто можеме да направиме. Сепак има оперативен зафат. Сме работеле со таков тип на пациенти или нешто слично, но сепак да видиме. Би се задржал уште малку на карличното дно. Споминавте дека функционалната магнетна стимулација има ефект кај разните типови на инконтиненција. А што е со спуштената матка или пак спуштената бешик, односно спуштениот мочен меур? Има ли тука ефект? Да, може да се третира тоа, но тогаш всушност е многу добра, би требало добра диагностика да имаме, нели, од уролог, од гинеколог. И би било добро тоа да е третирано можеби во првата година или во првите знаци на проблемот. Така, кога е благо спуштена во почетната фаза. Докази кои што се истражувања кои што се правени за малку покомплицирани случаи
не можам да кажам дека имаат некои позитивни ефекти, искрено кажам. Да, но додека тоа навремено се реагира и она што сега ќе се надоврзам на она што го зборев претходно, не треба да се кријат овие проблеми да станат поголем проблем. Треба да се споделуваат за да може со докторите да се наоѓа решение. Зашто најчесто она што јас имал можност да кажеме во последниве неколку години како информација или она што сум го видел од страна на пациенти кога доаѓале кај нас или кога барале помош, тогаш е веќе можеби и задоцнето. А веднаш после порадувањето, советувате ли кој некој што имале проблематично порадување да направат нешто вакво? Всушност оваа терапија многу брзо делува и кај оваа група на пациенти. И да, би требало можеби да се почека некоја си недела после порадувањето за да му се започне со третман. Кегел вежбите може да се спроведуваат уште на самиот почеток, да кажеме, првата недела после порадувањето. Можете жените додека седат да ги прават? Да, апсолутно. Тоа се вежби кои што никој не знае дека ги правите, буквално. Но се доста корисни, додека ФМС терапијата може да се комбинира малку подоцна кај овој тип на пациенти, некаде можеби после 2 или 3 недели, но сепак консултацијата со гинекологот е многу битен фактор. Така. Да вклучиме уште еден гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Ало? Во програма сте, ве слушаме. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Едно прашање. Јас сум човек од минати години, пред 4-5 месеци добив ишијас. Дали помага оваа магнетна Стимулација кај ишијасот и што треба да се направи? Така, ова е исто така е убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ишијасот е чест проблем. Да. Дали на ваков начин би можело да се дојде до подобрување на состојбата? Оваа состојбата? терапија, доброто е во тоа што всушност ние можеме да ја третираме целата таа мускулатура, јас би рекол како во 3D варијанта, бидејќи кај оваков тип, да речеме, на состојба, или диагноза, кој што ја кажа самиот пациент, пациентот може да биде седнат и на самата ФМС столица. ФМС столицата има две електроди, едната го стимулира карличното дно, другата го стимулира и лумбосакралниот дел. Така да ние всушност можеме да работиме на две нивоа со стимулацијата и третото ниво, ако може да кажем како 3D, всушност е стимулацијата на абдоминалната мускулатура. Мораме да направиме корекција всушност и на постурата, така, за да можеме да ја повратиме на назад. Така, постурата, држењето на телото, да, држењето така? на телото, за да можеме да го вратиме можеби и самиот рбет во една соодветна позиција. ФМС технологијата дава изворени резултати кај ваков тип на диагнози и многу често всушност се користи и за оваа намена. А што е со пациентите кои што имаат некакви повреди на мускулно-скелетниот систем? Да речеме кршеница на рака, па потоа долго време била раката имобилизирана или пак ногата се едно? Вака, уште во самиот процес на имобилизација всушност постои можност за да се стимулира самиот создавање на калос. Значи, како што кажав, бидејќи самото дејство е многу поагресивно и многу подорно, со соодветен интензитет и вистински одбрана програма или импулсите кои што треба да се спроведе самата терапија за третман на кај фрактури, можеме и во процесот на зараснување, всушност со тоа добиваме забрзување на целиот процес на рехабилитација. Штом ќе го создадеме, го помогнеме процесот на создавање на калус, самата коска нели ќе почне да се врзува, и сме го подобриле процесот и пациентот всушност можеби понекогаш и многу порано од она предвиденото да можеме да го вертикализираме или да почне да ја користи ако сте на збор за долен екстремитет. Скоро имавме пациент кој што имаше фрактура на пета метатарзална коска, со кој што го третиравме со 4 или 5 третмани, така да после да кажеме контролата со РТГ, со рентген видовме дека процесот е веќе започна зараснување, така. Така, значи дава ефекти и освен тоа што нели во самиот процес на да кажеме кога самата коска нели во моментот нели кога е скршена, кога го третираме нели тој проблем кога ќе биде коската имобилизирана, но и во процесот кога всушност после вадењето на имобилизација таа мускулатура нормално атрофира, зависи колку време ќе биде нели самиот екстремитет нели имобилизиран, така да и во едниот и во другиот процес таа терапија всушност може да се употреба. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, продолжуваме со денешната Тилма амбуланта. Останете на телевизија Тилма.
Што е тоа функционална магнетна стимулација и каде дава најдобар ефект, ни појаснува Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник. Опфативме многу болести кај кои што овој тип на третман може да даде подобрување. А што е со пациентите кои што имаат невролошки болести, како што се невропатии или пак преживеале мозочен удар? Тоа веќе споменавте, но дали и кај останатите типови на невролошки болести може да се применува овој тип на третман и да даде подобрување? Да, и на самиот почеток од голема е широка е листата на индикации на оваа терапија и затоа може би е доста атрактивна бидејќи ги опфаќа поголем број на заболувања кои што може да бидат третирани. Постојат голем број на докази и истражувања во последниот период за третманот на невролошки состојби или невролошки заболувања, значи од мултипла склероза, од амиотрофична латерална склероза и така натаму, значи голем број на заболувања кои што да, можеби се потребни голем број на третмани, апсолутно, но има истражувања кои што го докажуваат овој ефект. И нормално тоа се и болести кои што всушност и не се лекуваат, туку на пример се болести кои што само се третираат, кога збориме за определени невролошки состојби, додека кај пациенти кои што кои што спомнавте со мозочен удар, тогаш се третираат пациентите од аспект на одржување на мускулатурата, зголемување на обемот на движење на зглобот, бидејќи мозочниот удар всушност е на централно ниво, значи од централен нервен систем, додека ние всушност преку периферниот нервен систем правиме една нова шема, да кажеме, предизвикуваме нови. Така постојани исти движења? Да, постојаните исти движења за да се создаде една нова шема во мозокот за движење, кои што можеби се засегнати со тој мозочен удар, со тоа оштетување на мозочното ткиво. Се користи кај невролошките состојби. Во секој случај, дори постојат и голем број на испитувања со други уреди, со други технологии кои што се третираат ваков тип на пациенти и по различен, малку по друг начин и по иновативен. Но сепак оваа технологија со која што ние поседуваме, работиме на типот на директно на поставување на електродите на самите мускули, за да можеме да предизвикаме определена мускулна контракција. Така. Имаме гледач кој што очекува вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање за гостинот физиотерапевт што е. Физиотерапевт, така, дипломиран. Да, ве следам стално. И сега сакам да го прашам за... Јас правев операција на стапалото. Така. И сега не одам, еве скоро месец дена, многу сум имал повреди, мислам, тамо скршеници. И дали ќе може да се дојде, мислам, вакава страна, дали тоа да правиме терапија таму? Дали би можеле да правите таму терапии и какви резултати би очекувале во еден ваков случај? Да, и тоа што каже за калаус, слушнав дали тоа би ми помогнало. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Доколку нема вграден остеосинтетски материјал, бидејќи не знам точно нели каков тип на скршеници, дали таа како е третирана и така натаму, дали е оперативно и кој е оперативно, дали има остеосинтетски материјал. Така да, доколку нема, би можело да се третира со ФМС, но би било добро да дојде да се запознаеме, да видиме каква е состојбата. Така, сигурно има и некои други методи, физиотерапевтски, кои што даваат. Ние најчесто го комбинираме, ова е терапија која што оди во комбинација со многу други наши техники, и всушност едно големо дополување на се она што го работиме, и всушност и еден многу позитивен инпут, бидејќи всушност ги гледаме брзо ефектите од самата терапија. А што е со пациентите кои што имале инфаркт, срцев инфаркт? Може ли кај нив да се применува функционална магнетна стимулација со оглед на тоа дека имаат некакво оштетување на срцето? Мислите дали кај овие пациенти кои што имаат инфаркт, имаат и можеби некој друг проблем кој што треба да се третира дали применлива физиотерапија? Да. Најчесто кај срцево болните пациенти не се употребува било каков тип на електротерапија или се внимава што се работи, но таму би имало корист повеќе од спроведување на други техники, да кажеме. И во зависност од локацијата каде што и зошто би се третирало, што е всушност значи инфарктот би бил секундарен во ситуација што е примарното, дали имаме некаков невролошки дефицит, дали има некоја травматолошка повреда, нешто кој што би требало да се третира, така да тоа е комбинација која што треба да се размисли, да се процени добро пациентот со една добра анамнеза, да се знаат сите информации, за да знаеме дали всушност ми можели да направиме добро.
Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сега сте во програма, повелете. Сакам да прашам во врска со едно по-специфично заболување за мускулна дистрофија. Дали има можност оваа терапија да помогне малку да се зајакнат мускулите, да се подобри движењето, мобилноста? Така. Ви благодарам за поставеното прашање. Лично јас искрено немам работено со овој тип на диагноза и немам никакви податоци за позитивен ефект за третманот. Да, реално јас искрено не. Така. Да, не можам да дадам соодветен конкретен одговор за оваа состојба. Да. А што е, докторе, со оние пациенти кои што имаат хронична болка, да речеме, во ребетот? Можат ли на ваков начин да постигнат некој подобрување? Да. И акутните и хроничните состојби на заболувања, да кажеме, на ребетниот столб сме ги третирале и даваат позитивен ефект. Да кажеме, кај пациенти кои што имаат некоја акутна болка на ниво на L4, L5 и така натаму, значи проблеми со дископатија, дискус хернија, сите оние симптоми кои што ги појаваат овие состојби, се третираат, значи може да биде третирано и со самата ФМС столица кога се поставува, кога електродата е всушност точно на таа локација таму, но може да бидат и во друга позиција легнати во кој што ќе се постави електродата врз самото тоа, во самиот локалитет каде што се чувствува самата болка. Добро е што оваа терапија всушност е тоа што пациентот не мора да биде соблечен, електродата не мора да биде поставена на гол, директно на кожата, бидејќи е доста софистицирана како технологија, терапијата може да оди и со раздалеченост од 1 или 2 сантима од самата мускулатура, пациентот се чувствува удобно бидејќи е во своите алишта и може да му се направи третманот и да го е воедно и ефективно, нели, да ја почувствува терапијата. Така да се работи и кај овие пациенти. Сакав да кажам дека всушност многу често кај акутна болка кај пациентите им се препорачува првен да добиваат соодветна аналгезија, Така. да одмараат. Ние ова го правиме и во комбинација со ФМС, бидејќи пациентот всушност не мора да доаѓа секој ден, тоа може да биде еднаш, 2 пати неделно или секој втор ден во зависност од потребата на пациентот. Така да ние всушност и нема да му пречиме во процесот на одмарање, ако може да се каже, бидејќи тоа е најчестата препорака што ја даваат докторите. Ги третираме и мислам дека имаме доста добар ефект во тоа. Да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало? Ве слушаме. Добар ден, повелете. Добар ден, вака се јавам од Гостивар. Така? Сакам да поставам прашање, позор прво до вас и до гостинот. Ви благодарам. Јас сум 50 години и така сум покрупна особа и при пат ги повредив колената. Докторите во Гостивар ми кажа дека имам шилци на колената, дали може да се лечи тоа со магнетна стимулација, ама јас имам и тромбоза. Баш кај колената што ми се не можам да аплицирам маски за таа болест и заради тромбозата, заради вените. Така, па дали може... би ми помогнала функционална магнетна стимулација? Така, добро, ви благодарам за поставеното прашање. Па нема да можеме всушност заради вториот проблем Со тромбозата? Да, нема да можеме да го спроведеме како третман, бидејќи нормално со овој тип на терапија ние всушност длабенски делуваме, ја предизвикуваме, ја подобруваме периферната циркулација, така да ова би можело да биде и контраефективно. А што е со артритисот, ревматскиот артритис? Дава ли таму ефект? Да. Да, се поставуваат електродите на самиот зглоб, се третираат имаме веќе предвидени програми за секоја диагноза посебно и всушност секоја терапија, секоја диагноза се третира по соодветен број на минути. Така да се добиваат доста позитивни ефекти кај овие заболувања. Она што всушност го зборевме, дека нели ова е широк спектар на индикации за третман на оваа терапија и понекогаш изгледа доста чудно кога за секоја болест кој што ќе се спомне или состојба имаме можност да го третираме. Тоа е всушност и позитивно. Овој апарат, овој уред всушност гекотерапија всушност ги заменува голем број на сите веќе познати, да кажам, наши терапии од аспект на физиотерапијата, зборам на од електромоментот. Така да со ова ги покриваме ефектите на не знам, на диадинамик, на интерферентни струи, на електрофореза и еден куп речем уреди кои што претходно
се употребувале, да речеме, стандардно во секоја ординација за физикална терапија. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и поздрав до докторот. Ви благодарам. Така, имам вратна спондилоза во која многу ми прави проблеми. Ми дава зуење на ушите. Не можам никако да спијам преку ноќ и така да и преку ден било во која положба ако наеднаш направам завртување имам многу големи болки. Колку може тука докторот да ми помогне да ми објасни нешто? Така. Ви И како благодарам. да го најдам ако може? Така, ви благодарам за вклучувањето во Тилм амбулант. Уште еднаш да подсетам дека Блаже Арсов е дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник. Повелете. Може да не најде во Жан Митрев клиника и да можеме да му помогнеме. Може да дојде да не побара таму, да направиме проценка, да видиме состојбата, да ги видиме претходно неговите документи кои што ги има медицински и врз основа на тоа ќе му направиме план за рехабилитација. Може да се третира оваа состојба со ФМС терапија. Јас кога правев истражување каде се има влијание функционалната магнетна стимулација, најдов и на оној естетски момент, намалување на стомакот, односно еве веќе споминавте подобрување на постурата, држењето на телото, но и на стомачните масни наслаки. Па какво искуството? Сте работеле ли нешто такво? Знаете, јас од институцијава каде што доаѓам, оваа терапија применуваме, како што ви кажав на почетокот, можеби околу 10 години. Сите овие години ние сме истражувале во самите можности на уредот како терапија кој што може да се спроведе. И факт е, она кој што е всушност и се разликува од сите други терапии е она длабока мускулна контракција која што се постигнува, која што всушност може да направи додаде многу позитивни ефекти. Бројот на мускулните контракции кои што може да бидат постигнати со овој тип на терапија, да може да предизвика растопување, ако може да кажам така, на масното ткиво или оформување на веќе мускулната на самата мускулатура. Дава позитивни ефекти, нормално се има и тука исто така индикации и контраиндикации, значи се знаат всушност истите контраиндикации важат и за овој тип на третман, без разлика што е од естетски аспект, да кажеме. Но и естетиката е дел од медицината, како што знаете, ние во нашата болница имаме оддел за естетска медицина, така да функционираме со овој тип на терапија со нашите клиенти, со нашите пациенти кои што бараат терапија, да речеме, во овој оддел. И е доста атрактивно во последно време. Ова можам да кажам дека во последните 2 до 3 години стана доста поактуелно како опција за третман. Иначе нормално ние сме ги користеле овој тип на импулси или за други состојби. А потребна ли е некаква посебна подготовка пред пациентите да ја применат оваа терапија? Најчесто, она што всушност го правиме пред да започнеме е собирањето на податоци од секој пациент. Анамнеза, да ги добиеме сите информации кои што за да ги провериме дали навистина има индикација за третман и да видиме дали постои можеби некаква контраиндикација, зашто нормално треба да дадеме позитивен ефект, а не негативен. Така да врз основа на сите овие информации, тоа е всушност еден почетокот на подготовката. Вториот аспект е кога пациентот ќе ги добие информација како се спроведува терапијата, какво е чувството во моментот, значи ги информираме дека станува збор за едно поразлично, малце поразлично аспект на чувство на контрахирање на мускулатурата. Значи се чувствува контракцијата. Тоа се чувствува, па дури и се гледа, можам да ви кажам, и тоа е онака баш добро се гледа и тоа е доста добро објаснето во самото видео и затоа всушност во видеото се гледа апсолутно контракцијата, тоа не е визуализација да ви го представиме, туку всушност реалност е тоа. Кога ќе се постават електродите всушност на глутеална или на глутална мускулатура или на абдоминална мускулатура, всушност ги чувствувате реално тие контракции, ги гледате вибрирањето, да кажеме. Може тоа да биде непријатно? Може би така, да кажеме, од аспект на абдоминалната мускулатура, да, може да се чувствува малку така несекојдневно, додека на другиот дел од телото нема непријатно чувство. Нормално интензитетот се поставува до ниво да на пациентот да му биде пријатно. Не се оди со максималните дози, заради тоа што нема потреба од високи дози.
се зависност нормално од површината која што се стимулира, но сепак кога зборуваме за естетика, се поставуваат двете електроди на глутеална мускулатура, се местат програмите за постигнување на поголем број на мускулни контракции, за да може да се предизвика побрзо да се оформи оваа мускулатура. Бројот на третмани е некаде отприлика околу 15-тина. Се работи, како што кажав, секој втор ден или секој трет ден. Резултатите се очекуваат некаде помеѓу 8-тиот и 10-тиот третман. Така. Збориме кога работиме само на една регија, кога работиме на повеќе регии, зашто многу често, да кажеме, жените бират во моментот повеќе регии за да стимулираат, тогаш можеби треба поголем број на третмани, заради тоа што секоја регија треба да се добие соодветно внимание, да кажем. Имаме гледач повторно, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видете, јас имам проблем со вратните пршлени. Дали ќе помогне нешто магнетната стимулација? И ме интересира колку кошта еден третман. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Може слободно да дојдете во Жан Митрев клиника, со вашата медицинска документација ќе направиме физиотерапевска проценка и ќе ги добиете сите информации за третманот и ќе видиме дали всушност може да ви помогне. Значи треба сепак да се види каков проблем е во вратната регија за да се процени дали може да се Рековме дека е широк спектарот на состојби и болести кои што може биде третирано од ДФМС технологијата, многу е важно сепак пациентот да биде виден или да биде направена проценка, анамнеза да се земе и да се направи соодветен план за рехабилитација. Не се сите исти пациенти и не секоја состојба е иста кај секој пациент. Така да треба да се процени да се види дали може да се добие позитивен ефект. По направената терапија, ве споменавте некогаш 8-9 третмани и слично, и потоа нели следува пауза, се случува ли пациентот повторно да има потреба за во зависност од самата состојба. Например, ако зборуваме за определени, речеме, ортопедски травматолошки состојби, каде што пациентот го рехабилитираме максимално и тој повеќе нема потреба за истото нешто да добива терапија. Додека кај пациенти кои што имаат можеби некој невролошки дефицит или некаква невролошка состојба, да, можеби после извесно време кога ќе се направи пауза, бидејќи може таа состојба да перзистира, да остане подолго време, може да се продолжи да се спроведува терапијата. Кај овие што се заболувања како што се ревматоиден артрит и другите слични, да кажеме, состојби, и сега, како што знаете, овој тип на пациенти можеби во текот на годината посетуваат 2 пати или 3 пати веќе физикална терапија, така да ние влегуваме во таа група кога веќе може да го направат истото тоа и кај нас, со тоа што како што кажав, не мора да доаѓаат секој ден на терапија, всушност е нешто кој што е олеснително. Е поолеснително и многу побрзо, третманите траат некои си 15 до 20 минути. Доаѓа, се добива терапијата, си оди пациентот, не го задржуваме повеќе, да кажем, време и не го губи своето слободно време. Кратко трае, значи. Да. Ви благодарам за вашето денешно гостување и што ни разјаснивте многу работи поврзани со функционалната магнетна стимулација, нешто што не ни беше познато на повеќето. Да, многу често во моите гостувања сум спомнал во третманот на различни или други состојби, но никој пат не посветивме внимание на ваков начин и затоа мислам дека требаше да се запознае бидејќи нешто кај нас во Македонија нешто ново се третира кога е ново последните 10 години, за жал. Но да, ние функционираме скоро можеби десетина години со оваа терапија, применувавме кај голем број на пациенти, имаме голем број на задоволни пациенти и сакаме ова да го споделиме како информација. Така ви посакувам што повеќе задоволни пациенти, а ние се гледаме повторно, се надевам во некоја нова емисија. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, се гледаме секој работен ден во 12:45 на Телма. Имајте пријатен ден.